Христос воскресна! Нека и оваа служба да ја посветиме на нашиот Господ Исус Христос, кој направи да ние денеска се радуваме, наместо да жалиме, наместо да плачеме, да се радуваме за тоа што Тој не откупи, Тој не избави од гревот и Тој ни подарува вечен живот. Оваа служба ќе ја посветиме на нашите деца. Тие имат предност, имат своја програма, имат свој дел, со нетрпение очекуват, но додека започнат ние да ја отпочнеме оваа служба за слава на нашиот Господ со песната број 141. Запеј весело, дојде Спасителот. 141 број. Сега ќе го чуеме псалмот број 103. Псалм број 103.
Господа и целата моја надрешност да го благословува Неговото свето име. Благословувај го душо моја Господа и не заборавај сите Негови добрини на овој свет. Кој ги очистува сите твои беззаконија, кој ги исцелува сите твои болести, кој го избавува од пропаст твојот живот, кој те овенчува од милости со добрини, кој го исполнува со добра живот твој, како на орев ја обновува твојата младост. Господ им дава милост и правда на сите угнетени. Тој му го покажа своите патишта на Мојсей, на Израеловите синови делата своји. Щедар и милостив е Господ, долготрпелив и многу милостив. Тој не се дели до крај, ниту вечно се лути. Тој не постапува со нас според нашите беззаконија и не ни плаќа според нашите беззаконија. Зашто колку е големо растојанието од небото до земјата, толку е голема милоста на Господ спрема оние што се бојат од Него. Колку е далеко исток од запад, толку ги оддалечува Тој од нас нашите престапи. Како татко што ги милува синовите своји, така и Господ ги милува оние кои се бојат од Него. Зашто Тој го знае нашиот состав, помни дека се прав. Дните на човекот се како трева, како полски цвет, така прецутува Тој. Ке дувне ли над Него ветар и веќе го нема, и местото Негово веќе го памети. А милоста на Господ е од век до век спрема оние кои се бојат од Него и правдата Негова е од чеда на чеда, кои го чуваат заветот Негов и ги помнат заповедите Негови. Господ го поставил својот престол на небото и царството Негово владее над се. Благословувајте го Господа, сите ангели Негови, вие крепки по сила, кои го извршувате Неговиот збор, слушајте го гласот од зборот Негов. Благословувајте го Господа, сите Негови војски, Неговите служители, кои ја исполнуваат волјата Негова. Благословувајте го Господа, сите Негови дела, по сите места на Неговото владење. Благословувај го душо моја Господа. Амин. Нека да се исправиме да благодариме на Бога. Алелуја! Нека е слава на Тебе, Господе, нашиот Создател, нашиот Господар, Ти кој управуваш над се, Ти кој не создаде и нас и не постави во ова село, да можеме да Ти служиме на Тебе, да можеме да го славиме Твоето име, да можеме и на другите да им кажеме за Тебе колку си добар, колку си благ, колку си милостив, колку е голема Твојата љубов кон нас, бидејќи Ти го даде Твојот Син да умре на крстот, да биде распнат, мачен, да биде исмејуван, плукан и да биде пролеена Неговата крв. А сето тоа заради нашите гревови. Беше безгрешен, беше без никаква вина, но обвинет како најголем грешник, осуден на најтешката смрт. Господе, сето тоа заради тоа што ние сме грешни, заради тоа што ние сме непослушни, заради тоа што ние не ја вршиме Твојата волја. Татко Небесен, ние ја заслужуваме таа смрт. Ние заслужуваме да бидеме осудени и казнети и отфрлени, но Ти го направи тоа за нас. Да можеме денеска да ја прифатиме таа жртва која Ти ја направи и преку неа да бидеме очистени, да бидеме обновени, да бидеме присвоени, Твои деца, и да бидеме заедно со Тебе во вечноста. Господе, ние не можеме со ништо да ја искажеме нашата благодарност, но можеме само да се посветиме на Тебе
Можеме да ти оддаваме слава и чест на Тебе. Можеме, Господи, да бидеме послушни на Тебе. Ти тоа го сакаш од нас. И, Господе, оваа вечер сме дојдени овде одново и одново. И никогаш да не престане тоа, да ти оддадаме слава и чест на Тебе. Нека целиот свет денеска ја искажува таа слава кон Тебе. Денеска целиот свет ти оддава внимание на Тебе. Денеска сите признаваат дека Ти умре на крстот и воскресна од мртвите. Господе, Ти знаеш дека нашите срца тоа го веруваат, го прифаќаат и дека ние, Господи, сакаме да Ти служиме на Тебе и сакаме да бидеме Твои деца. Господе, благослови ги децата оваа вечер. Секој нивни збор кој ќе излезе од нивната уста да биде за слава на Тебе. Секоја една песна да биде славење на Тебе. Благослови не сите, иако сме во помал број, но Твојата слава не зависи од тоа колков број е соберено овде. Тоа зависи од нашите срца, од тоа колку ние се предаваме на Тебе. Господе, Те молиме за Твојот благослов во името на Исуса Христа. Амин. И ова вечер ќе имаме песни од хорот, затоа ќе замолам хорот сега да излезе, да испееме една песна.
Сега ќе им пропуштиме на децата, тоа што тие со денови спрема, вежба, доаѓа тука и со нетрпение, со радост сакат да искажат тоа што го спремале. Ќе им дадеме простор и време колку им треба, само цела вечер не, помалку. Нека Бог да ги благослови, а ние да внимаваме и да ги слушаме и да се радуваме тоа што децата го припремале.
Сега децата ќе се припремат таму за драмата, а ние за тоа време ќе отворите песнарките, ќе испееме песната број 133. Таа и со Барија пеевме Жив е, жив е. 133 број. Таа на сите ви е позната. Се јави Исус Бог.
камъни падна, гробовете се отворя и много тела на света възкресна. Но како излегла от гробовите по възкресението, влегла в светия град Иерусалим и се явя мнозина. А кога измина съботата на осъмнуване, на първия ден, дойдва Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба. Не бойте се, знам дека го барате Исус, пръснат. Той не е овде, воскреснат, како што ви рекол. Видите го место каде што лезе Господ. Па отидете и кажете на учениците, дека тој воскресна од мртвите, дека ќе ги биде пред вас во Галилеја. Да отидеме и да им кажеме. Радувайте се. Учителе, Не бойте се, отидете и јавете им на браќата мои да отидат во Галилеја. Во истиот ден, неколку од нив одеа близо село по име Емаус, кое беше оддалечено 6 стади, и зборуваа меѓу себе за сите овие настани. Што мислиш ти за овие настани што се случуваат во Ерусалим? Чули се овие работи. Исус беше голем учител, голем пророк и силен на дело. Тоа остана неразбирливо за нас, а сега што направија го убија. Но каква е сега оваа вест дека се вратил од мртвите? Жените направија голямо избуди, а книжевниците велат дека неговото тело било украдено. дел се само срам, што не знае што се случи овие денови. И кога разговара се го праша, еден со друг, што сам Исус се приближи и одеше со нив. Очите им се замрежија за него Господ. Какви се овие зборови што ги разминувате и зошто сте нажалени? Дел се само странец, па што не знае што се случи овие денови. А што се случи? Исус кој беше пророк и силен дело, нашите правите и предадоа јасно. А ние се надевавме дека тој так мислови и верува. Безумни и тврди по срце да веруват во се што рекле пророци. Требаше ли така и Христос да влезе во својата слава? Па како почна од Мојсија и сите пророци, и изборуваше што е кажано за него, во целото писмо, и тие се приближија до селото во кое оде. Остани со нас од денот веќе промали. Беа зборовите нивни, а Исус гледа и остана со нив. Кога седна со нив на трапезата, зема хлеб, го благослови, го прекрши и подаваше. И тогаш им се отворија очите и го познаа, но тој остана невидлив за нив. Во тоа време дојде Марија со учениците како си беше рекол Исус. Браќа, слави Господ Христос. Тој е жив, воскреснал. Значи, тоа послушност не е вистина.
сега. Верувам. Амбарке тоа Исус. Заедно ги сме име. Верувам, како означи, Отецот каза и јас ве пратим. Примите Дух Свет. Исус си оди и дојде со Тома, ти не беше овде, но ние го видовме Исус. Додека не ги видов рабите неговите раци и не ги доправ, нема да поверувам. По особи, учениците пак беа собрани и Тома со нив. Дојде Исус кога братата беше заклучена. Застана кон нив и рече: Том, како просто твои поманите од клинците и биди верен, а не неверен. Боже мој, Господ мој. Тома, ти веруваш од имените, но дали се оние кои не ме вереле, а поверувале. Луѓе, галилејци, зошто стоите и гледате кон небото? Ово Исус, кој од вас, да вози се, ќе дојде пак повторно, на истиот начин, како што вие видовте да оди од вас. Пораката овој пат гласи: дали веруваш дека Исус воскресна? Ако веруваш, тоа со радост можеш да го очекуваш повторно Исус во доаѓање. Христос воскресна!
тоа значи Боже мой, зошто ме остави? Матеј 27:46. Кога измина саботата на 8 во првиот ден на седмицата дојдоа Марија Магдалена и другата Марија да го видат гробот. И ете, стана голем потрес. Ангел Господ слезе од небото, пристапи Господи камено од гробот за врата и седна на небото. Лицето беше како молња, а устата беа како сен. Стражарите плаши од неговото пера и беа мртви. Дојдете и видите во местата каде што лежи Господ Исус. Па отидете и кажете им во 400 негови дека тој воскреснал. Отидете во Галилеја, таму ќе го видите. Сретна е мајка што има син, во тој час се насмевна Исус и рече: не плачи, изворот од солзите престана. Исус и тебе те утешува секој твој збор го речи на твојата душа и вели од срце да сакам, не плачи. Дојди по крстот, таму ќе слушнеш глас од голема љубов, душо моја за тебе умира месец. Рано утро зори, спочете паде брака, рано дојде југа, пазите на брака. Вели, беше страшно. О, вие свещеници, земете и немете тие свещени. Земете ги побруком, солоден филмен. Божиот наробив нейните роди. Пристапи го отстрани камено од другата врата и седна на него. Лицето му беше бело како молња, а лиштата бели како снег. Стражарите усплашени пребегаа од страх, беа умртви. Матеј 28:1-4. Тоа беше програмата од децата, кој има спремано и благодариме. А да питам, кој од вас има 12 години? Браво. А знаете ли вие, Исус кој беше на 12 години, што направи? Кога мајка му и татко му го однесува во Иерусалим, и тој остана во храмот, и тој изборуваше на свештениците, на фарисеите, на книжниците и ги поучуваше. Не кажа стихче, но тој ги учеше од Библијата. Исус беше уште на таа возраст толку сериозен, толку мудар, што ги учеше свештениците. Кој е вашиот херој? Пеевте песна за некои херои таму, кој е вашиот херој?
Нешто да ве питам од интернет, всичко знаете. Кога треба да ве прашаме од Библијата, се срамувате да кажете. Сите имат по некој херој, но најголем херој за сите нас треба да биде Господ Исус Христос. Затоа што нема никаков херој кој може да ја победи смртта, кој може да ни ги опростува гревовите, кој може да ни даде вечен живот. Подобар, поголем херој не постои. И затоа ние сега сме овде соберени во името на тој херој да го прославиме. Вие се спремавте, имавте своји програми заради тој херој, ама тој херој треба да биде во нашиот живот преку целата година. Не само денеска, но тој херој да биде во нашите мисли, во нашите срца преку целата година. Да знаеме дека тој Исус во секое време е покрај нас, со нас, и се што ни треба, се што ни не бачи, тој може да ни помогне, тој може да го реши нашиот проблем или да ни подари тоа што ни е потребно. Исус Христос обеќа дека своите деца никогаш не ги остава и секогаш им помага. Затоа ние го славиме, го величаме Неговото име и ова вечер сме овде соберени во Негово име, за да му дадеме слава и чест. Сакав уште нешто да кажам, ама времето си оди, да не задржуваме повеќе. Сабали имавме добро проповед, што покажуваше за нашиот херој колку е добар, колку е важен и потребен во нашиот живот, така да следната недела и понатаму постојано ќе зборуваме за Господ Исус Христос. А ние родителите треба да ги охрабруваме и да ги учиме децата. Да ги учиме за Господ Исус Христос, кој е, што е и каков е, да ги учиме од Библијата за личности кои веруваа, се надеваа на Него, бидејќи децата во нивните години најмногу прифаќаат и најмногу примат. И јас постојано тоа го зборувам, дека јас најмногу научив од мојата баба. Она бидејќи беше дома, имаше една Библија, сликовита Библија ја викаме, голема, со слики, и ќе седнеше и ми раскажуваше од Библијата по сликите, и јас така учев, така научив многу историја од Библијата, па почнав јас на другите да им раскажувам. Така да ако вие, бабите и дедовците, бидејќи татковците и мајките помалку време имат, ама бабите и дедовците, ако им раскажувате на децата истории од Библијата, ќе им остане тоа за секогаш, ќе знаат, ќе се сеќават и тоа ќе ги води по тој пат. Овде имаме една група помлади, тинејџери или млади веќе, бидејќи слуша, доаѓа, учествува тука и тоа и ги привлекува да дојдат пак одново и да слушат за Господ Исус Христос. Сега да не должам, хорот има уште една песна да испее. Ќе ги замолам да излезат.
Може сега да се исправиме и да благодариме, а после ќе завршиме со песната. Татко, одново застануваме пред Твоето лице, да искажеме нашата благодарност, да искажеме нашата сигурност во Тебе, да искажеме тоа што Ти толку добро се грижиш за нас, што ни даваш тоа слободно време, таа привилегија, таа можност да можеме одново и одново да го славиме Твоето име, да се собираме овде, да можеме Твоето Слово слободно да го отвараме и да го читаме, бидејќи тоа е Твое Слово, преку него Ти зборуваш, преку него Ти не научуваш за Тебе повеќе и повеќе. И Господи, Ти благодариме за нашите деца, кои ги имаме овде. Ти ги знаеш, нив ги познаваш најдобро. Ти ги познаваш уште пред да бидат родени. Кој каков е и што е. И Господи, ние Те молиме за нашите деца, да Ти ги благословиш. Господи, да Ти ги научиш за Тебе уште повеќе. Да Ти ги припремаш да можат своите срца да ги дадат на Тебе, не на овој свет. Не да мислат на овие земни работи, кои се променливи, кои се уништливи, но да ги дадат своите срца на Тебе, за да бидат во вечноста заедно со Тебе. Господе, Ти подигнај од нив Твои работници, Твои слуги, подигај од нив, Господи, тие кои ќе го слават Твоето име, на било кој начин, подигнај од нив некои кои ќе можат да сведочат за Тебе и да го разнесуват Твоето Евангелие. Татко Небесен, Те молиме за Твојот благослов над нив, но не помалку и над нас. Ние како родители, кои носиме таа одговорност за нив, ние кои треба да ги поучуваме, ние кои треба да ги изградуваме и да ги водиме, да ги насочуваме по тој пат по кој и ние одиме, за да можат, Господи, да одат по вистинскиот пат, а тоа е Господ Исус Христос. Татко Небесен, давај ни мудрост, давај ни сили, давај ни знаење и дај да можеме, Господи, да Твоето Слово го пренесуваме и на другите околу нас. Те молиме за нашето село. Господе, ние сакаме сите да бидат допрени од тоа Слово. Не да го чувствува тоа како празник само денеска, како традиција, но да Твоето Слово допре до нивните срца, да сватат и да разберат колку голема беше таа жртва која Тија направи на Голготскиот крст. Господе, ние треба да плачеме за тоа. Не да бегаме од тоа. Не да се срамуваме од тоа. Но да плачеме, бидејќи ние требаше да висеме на тие крстови, ние требаше да плаќаме за нашите гревови. Господе, употребувај не секојдневно за Твојата слава и за ширење на Твоето Евангелие. Се предаваме во Твоите раце и Те молиме во името на Исуса Христа. Амин. Може да седнете. А сега 132 број ќе испееме песната. 132. Штом цвеќиња ќе исчезнат, ќе изникнат, ќе дојде воскресение. 132 број. Цвеќиња ќе изникнат,
Знам тие ќе се покажат на воскресение. Цвеќињата повикуваат, о луѓе сите запејте, тој воскресна за секога на воскресение. Што млеле зумбул расцветат, доаѓа воскресение. Меѓу себе раскажуват за воскресение. На ангелите песната по цела земја се слуша, небесна слава засветли на воскресение. Од кога Исус воскресна со една пролет убава, од тоа утро слушаме за воскресение. Цвеќињата порачуваат, народи сите запејте, тој воскресна за секогаш на воскресение. Дојдовме до крајот на учителката Иво Лесна Малзе. И благодараме за нивното жртвување на времето за спремањето на децата. Не е лесно да се работи со децата, тоа ни е јасно. Затоа сакаме да им благодариме, Бог да ги благослови, да им дава мудрост, сили, да продолжат и понатамо, да не се откажуват, да не застануват, но да продолжат да ги учат децата, да ги воспитуват, затоа се учителки, а ние сите да им помагаме и да ги поддржуваме. Сега брат Павле нешто гледам, дига рак, сега да каже. Благодариме, а и вие да ги носите нашите поздрави. Колата ви е празна, има место. Со тоа завршуваме ние сега, ама празникот не завршува, празникот продолжува и понатаму. Не мислам за тие денови сега утре, па други ден, не знам како, но тоа продолжува во нашиот живот. Да го славиме Господ. Нека Бог ве чува, води, ви дава здравје, мир, радост, ви дава сили и да можеме одново и одново да се собираме. Се додека не дојде Господ Исус Христос, наша должност е да го славиме. И за тоа треба да се собираме овде. Со тоа нашата служба е завршена.
Сега децата ќе добијат и